Морбили се потврдени кај 3 случаи во регионот. Станува збор за 2-годишно дете од Штип и 2 возрастни жени од Кочани, вработени како медицинска сестра и хигиеничарка во одделението за педиатрија во Кочани. Медицинската сестра е со полесна клиничка слика и таа е дома, додека детето и хигиеничарката се уште се наоѓаат на инфективното одделение во Штип. Сите пациенти кои се задржуваат во болницата, по изјавите на лекарите инфектолози, се со одредени компликации. А оние што се во полесна форма се лекуваат во дневната болница. Појавата на морбили во Штип, особено кај дете и стравот од ширење на заразата, ги мобилизираше градинките, па таму веќе се преземаат мерки за заштита. При секое забележување од страна на вработените, односно воспитувачите или негователките, дека кај некое детенце се појавила кожна промена, се контактира, односно се известуваат родителите и се упатуваат да ги однесат децата кај матичните лекари. Оттаму бараме потврда за тоа што констатирале матичните лекари кај децата, меѓутоа ние досега во нашата градинка немаме случаи на детенце со морбили. Сме должни секако да ја хигиената држиме на повисоко ниво, а со ново настанатата ситуација ние сме должни и да ги зголемиме, така што сега воспитно-згрижувачкиот персонал ги следат здравствените состојби на децата побудно, хигиената во просториите е повеќе зголемена во однос на проветрување. Внимателноста е неопходна зашто се работи за болест која се пренесува исклучително лесно. Иначе тоа е тешко заболување кое што е многу контагиозно или многу заразно. Значи многу лесно може да се зарази пациентот само да помине покрај болен човек, толку е заразно. Што не значи дека, да речеме, доктора кој иде во посета на пациент со морбили, со ситна сипаница и се врати во ординација, не е опасно, нема да зарази никого. Затоа што вирусот е многу осетлив на надворешна средина и одма умира. Меѓутоа, само да помине невакциниран и непрележан пациент до пациент кој што е болен, одма се заразува. Најголема опасност се невакцинираните деца, а нив на ниво на регион ги има околу 1000. Дури 2/3 од нив или 664 деца се во Штип, што представува 8,8% од вкупниот број на деца кои подлежат на вакцина и ревакцина против МРП. Од нив на предучилишна возраст се 550 дечиња или 11,7%.